На тоа што сме во екот на предизборната кампања, напоменуваме дека овај мирен протест нема никаква политичка позадина и однапред се оградуваме од било какви квалификации или инсинуации во тој правец. Одиме понатака. Целта на овој протест е да испратиме јавно барање до надлежните органи, Министерство за здравство и Комисијата за заразни болести, за да најдат начин кој ќе им овозможи и на музичарите да ја работат својата работа по принцип како за останатите сите останати дејности. Значи, да им овозможи на музичарите да ја работат својата работа по принцип како за останатите дејности. Апсолутно сме свесни за новонастанатата здравствена ситуација во светот и кај нас, но и за фактот дека животот мора да продолжи во така наречената нова реалност и во околностите какви што се. Со оглед дека се уште не се гледа крајот на оваа здравствена криза, бараме и ние музичарите да бидеме вклопени во системот, значи да бидеме вклопени во системот на работа во вонредна здравствена состојба. Односно да се изменат членовите во законот со кој се забранува организирање на жива музика во угостителските објекти. Сакам уште еднаш ова да го повторам. Односно да се изменат членовите во законот со кој се забранува организирање на жива музика во угостителските објекти. Сигурни сме дека со донесените протоколи за работа на угостителските објекти веќе се обезбедени услови кои нудат од здравствен аспект безбедна средина за гости и за персонал и со минимални дополнувања и музичарите би се вклопиле во оваа средина без никаков здравствен ризик по сопственото здравје и здравјето на околината. Дека кога се сака, се може, како на пример го наведуваме решението на надлежните за одржување на поголеми музички настани, концерти, фестивали и се друго. Значи, ако може да се одржуваат концерти до 1200 луѓе, може да се одржуваат настани по гостителските објекти до 100, 200, 300 луѓе. Тоа е 3 пати, можда и 5 пати помалце. Само да ве подсетиме дека живата музика е дел од угостителската и туристичката понуда на секаде во Македонија. Со оглед дека веќе започна туристичката сезона и време на летни одмори, крајно време е да излезите во пресред на нашите барања, со што ние, како музичари, колку толку ќе имаме можност да заработиме за основна екзистенција. А угостителите бија зголемиле својата понуда со можност да бидат поатрактивни и попосетени, иако се со преполовен капацитет. Не можеме, а да не споменеме дека токму Охрид е туристичкиот центар во Македонија, но исто така културен центар со многу музички настани од секаков вид. Живата музика, која ја нудат угостителските објекти, е еден дел од таа етнокултура и препознатлива за Охрид, а секако и за Македонија и нормално низ целиот свет. Уште еднаш напоменуваме дека потполно ја разбираме ново настанатата ситуација, но исто така сме сигурни дека нашата дејност не представува закана од здравствен аспект, се разбира со строго почитување на утврдени протоколи. Затоа, уште еднаш апелираме да се разгледа нашето барање и се надеваме дека со сериозен пристап на сите страни би се изнашло решение за нашиот проблем. Ова го зборувам во името на музичарите и музичкиот еснав и музичката фела на Охрид и Струга и секако во музичарите, во името на музичарите на ниво на цела Македонија. Ви благодарам. Ви благодарам. Охрид не познава ваква сезона, нормално со малце гости, и сезона без жива музика, која што е прва одлика на нашиот вечен Охрид. Значи, постојат повеќе, да не ги набројувам, сигурен сум дека повеќе ресторани, може би повеќе од 15 ресторани кои што работат со жива музика, а да не ги заборавиме тука и кафичите, пабовите кои што работат исто со жива музика, кои што се на дистанца, кои што се подалеку од масите, апсолутно никаков проблем не представува дали ќе свири радио или ние ќе свириме, нормално со запазување на протоколот кој што веќе е донесен за работа на тие ресторани, тие пабови. Многу ми е мило и сакам да ги поздравам нашите колеги и представници од Скопје и од другите градови, како на музика сега што се и на естрадата на Македонија, и се надевам дека ова ќе допре, бидејќи не ми е поентата вас да ви објаснувам, бидејќи вие многу добро го знаете сева ситуација, него поентата ми е да допреме до тие што треба да допреме, за да едноставно да си работиме работата за она што сме надарени, за она што Господ не дарувал и за она што сме способни едноставно во животот, за да не дојде
да згасне едноставно културниот живот во Охрид и во цела Македонија. Сега за сега само толку можеме да ви кажеме со надеж дека ќе успееме да ги оствариме нашите цели. Благодарам.